Шок и неверување во Кичево. Татко до смрт го претепал своето 2-годишно чедо. Докторот кој го примил детето за Алфа раскажува во каква состојба било девојчето. Кога мајката го донесе детето во болница, тоа беше во безсознание, иако надворешно не забележавме некои значени повреди. Сепак малечката беше во општа тешка здравствена состојба. Направивме се да го спасиме ова недолжно дете, вели Акиф Исмаили, раководител на хируршкото одделение во Кичевската општа болница. Доктор Исмаили пренесува дека во болницата мајката кажала дека 2-годишното дете било туркано од другите деца и дека таа го нашла во безсознание. Детето беше донесено од страна на мајката во една тешка општа здравствена состојба, во речиси коматозна состојба, со проширени зеници, со едно тешко дишење и по преземени реанимациони мерки ние го пуштивме со болничко возило и со екипа за ургентен центар во Скопје. Ужасни се информациите од Министерството за здравство дека девојчето било примено со нагмечување на лицето, крварење и оток на мозокот и од 6 до 8 фрактури на ребрата. Немилиот настан се случи на 18 декември лани. Според полицијата, 2-годишното девојче починало од повредите кои ги нанесол нејзиниот татко. Тој се сомнечи дека на 18 декември 2023 година во семејниот дом во Кичево и нанел тешки телесни повреди на неговата 2-годишна ќерка, која била пренесена за укажување лекарска помош во општата болница во Кичево, а потоа во клиничкиот центар во Скопје, каде што на 8 јануари 2024 година починала. Во координација со јавен обвинител против ФД ќе биде поднесена соодветна пријава. На 9 овој месец полицијата го лишила од слобода таткото на девојчето. Неофицијално станува збор за дисфункционално семејство. Обдукцијата и превземените мерки укажале дека девојчето починало од телесните повреди кои ги нанел таткото.